Оризопроизводството како во светски, така и во македонски рамки има перспектива. Таква е оценката на агростручњаците кои се занимаваат со создавање на нови сорти ориз кај нас. За светски размери би кажал, оризот има перспектива за тоа што населението во светски рамки се зголемува постојано од една страна и потребата за храна се зголемува, а оризот е култура која дава споредбено со другите земјоделски култури, дава високи приноси и многу е економично, значи употребата на оризовото зрно во исхраната на населението. 2/3 од земјината топка, значи во исхраната го користат оризовото зрно, односно оризот. Значи од една страна се зголемува населението, а од друга страна, значи вие знаете дека се помалку и помалку има површини земјоделски воопшто и за ориз, бидејќи површините во светски мерки, рамки се намалуваат како резултат на ширењето на градовите, односно на урбанизацијата на земјоделските површини. Со намалувањето на тие површини, значи се зголемува потребата од производство. Од друга пак страна, исто така за производството на ориз се потребно одредени количини на вода, а и тие количини, значи, на вода се намалуваат. Значи, бидејќи во одредени држави веќе градовите на некој начин војуваат, преговараат, значи со земјоделците дали водата да биде употребена за урбаните средини или за наводнување на оризовите полења. Така да потребите за ориз се зголемуваат и има перспектива оризопроизводството во светски рамки. Оризопроизводството има перспектива и во македонски услови. Површините под ориз годинава се зголемени, а обезбеденоста на вода во акумулациите и новите сорти на ориз од домашно и турско производство само ја потврдуваат констатацијата дека оризопроизводството има перспектива. Во наши македонски рамки, значи оризот е култура која може да даде производство на површини на кои не може да се одгледува друга култура. Ние имаме површини каде се многу, да речеме, влажни под вода и таму друга култура не може да се одгледува. Тоа е едно. Друго, имаме површини каде се песокливи и на тие песокливи површини, освен оризова култура, ретко која друга култура може да даде некаков принос. А оризот, бидејќи му е таква технологијата на производство, се одгледува постојано во вода, значи може да даде приноси повеќе од другите житни култури. Годинава во Македонија под ориз ќе бидат насејани 4200 хектари, од кои само во Кочанскиот производен регион 2500.